ќе ни наметне реципроцитетни мерки, што се случува со трговскиот спор што го имаме со Србија и со вашиот српски колега кој го откажа состанокот? Не мислам дека имаме спор, туку Македонија реши да стави ред во овој дел и во генерално во секторот. Мислам дека јавноста треба да биде информирана за промената која што е направена. Со правилникот и со измените кои што се направени, единствено нешто што се променува е редоследот на активност. Македонија ниту воведува нови давачки, ниту воведува нецарински, нетарифни бариери, напротив, го поевтинуваме влезот на производите, односно се намалува цената на контролните маркици. Пример, од 1,5 денари за брашното од 25 килограми се намалува на 0,2. Тоа е намалување на трошоците кои што ги имаат увозниците. Овие контролни маркици се воведени на барање на увозниците и на домашната индустрија. Ние со овој правилник само ги изедначуваме домашните производители, она што важи за домашните и она што важи за увозниците. Промената во редот на активности при самиот правилник се базира на тоа да сега првин се прави анализата од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, на основа на која што се добиваат контролните маркици од Министерството. До сега било обратно, да прво се даваат контролните маркици и да брашното се најде во промет, а дури после 7 до 10 дена се добиват анализите од Агенцијата за храна и ветеринарство. И се поставува логично прашањето, кое што не водеше од промената на самите овие активности, заштитата на здравјето, на сигурноста, на безбедноста на граѓаните, на производите кои што се пуштаат во промет. Логично и нормално е првин да се направат анализите, а отпосле да се пушта брашното во промет. Значи, не се уведува никакво отежнување од било која страна, напротив, ја олеснуваме постапката. Истата постапка е, ја намалуваме цената на контролните маркици и наместо да се лепат маркиците во Србија и брашното на граница да стига со залепени контролни маркици и да се пушта во промет. Впрочем, работа која што беше потенцирана и од самите увозници со кои што имав состанок, тие и до сега требале брашното кога ќе стигне на граница да биде складирано во магацините за брашно, кои што како увозници ги регистрираат во Министерството, при условите кои што треба да ги исполнат, како 4 вработени магазински простори и слично, а дури подоцна да биде ставено во промет. Меѓутоа, не секоја што се случува, односно пракса е да брашното од граница оди директно во промет, заради тоа што има контролна маркица, меѓутоа нема анализа од Агенцијата за храна и ветеринарство. Интенцијата на Министерството, на политиките на владата е да ги заштитиме граѓаните, да ставиме ред, но при тоа да не го отежнуваме било какви други постапки. Да не зборам за постапките за извоз на македонските производи во Србија или во други земји, кои што навистина сметаме дека треба да бидат отворени. Со потпредседателот на владата на Србија, со министерот за трговија, туризам, електрокомуникација Расим Лјајич сум во секојдневна и постојана комуникација. Телефонски разговорите на оваа тема продолжуваат и денес и утре. Јас сум убеден дека ќе најдеме начин на овој притисок кој што доаѓа од нашите увозници во соработка со трговците од Србија. Владите сметам дека немаат никаков проблем да се ова работа регулира. Ние сме договорени и да во духот на Берлинскиот процес ги отвориме сите овие непотребни ограничувања од било кој аспект кои што постаат и бариери потенцијални, не само помеѓу овие две држави, туку помеѓу сите држави кои што се дел од овој процес. И мислам дека ќе отвориме еден посериозен и покрупен пакет кој што ќе го дискутираме, но што се однесува до оваа проблематика, ниту се воведуваат нови давачки, напротив, се олеснува протокот, се поевтинуваат контролните маркици, изедначени се условите и за домашните производители, и за увозниците, и само го променуваме редоследот на активности во рамки на истиот правилник, без да воведуваме нови услови или активности, се со цел да обезбедиме сигурност, безбедност и здравје на граѓаните. Јас сум во постојан контакт и сум убеден дека имаме целосно разбирање, се дискутираат аргументите, има конкретни предлози како тоа да се надмине. Веќе се договоривме со министерот Расим Лјајич да се формира комитет
помеѓу двете земји, кои што во рок од 30 дена ќе ги договори сите, односно ќе ги отвори сите можни прашања. Закажана е меѓувладина седница во Ниш, која што ќе се одржи на двете влади овој месец. Цврсто сум убеден во разумноста на она што сме го донеле во функција на заштита на граѓаните на Република Македонија, без да се прекршува било каква одредба. И двете земји сме членки на ЦЕФТА, апсолутно сакам и ЦЕФТА да биде запознаена да дискутира, за да бидеме сите убедливи, уверливи дека ние ништо не воведуваме, освен тоа што досега го бил заобиколуван правилникот и процедурата во Македонија, да сега се почитува. Ништо друго не се уведува, само велиме тоа што и досега било, сега да го почитуваме и да немаат диспозиција и слободно убедување, односно и нашите инспектори, дали се од инспекторатот, дали се од агенцијата, од никого да не зависи дали некоја пратка ќе оди директно во промет или не. Буквално така како што пропишано, а се со цел да ги заштитиме граѓаните, да ја примениме само процедурата без никакви други ограничувања. Затоа сум убеден во оваа комуникација која што имаме секојдневна, постојана телефонски со потпредседателот Расим Љајич. Утре се избори во Србија, разбирливо дека и невремето, и изборите, и многу други фактори придонесоа да во овој краток временски период не може да се организираме, меѓутоа сметам дека во следните неколку дена ова прашање ќе биде апсолвирано. На 7 март ќе се одржи првиот состанок на Комитетот за земјоделство и безбедност на храна, кој што ќе го води премиерот и председателот на владата Зоран Заев. Се надам дека и ова ќе биде една од точките која што ќе ја дискутираме. Повикам на смиреност, нема потреба не постои никаков проблем, најмалку постои некаква, како што некој медиуми сака тоа да го прикаже, трговска војна или било што. Повикувам на една професионалност и од новинарите и од медиумите да ја разберат поентата на самиот правилник, поентата на измената, која што е во функција на заштита на здравјето на граѓаните, која што е во функција да се применува законот, кој што до сега не се применувал и бил изигруван. Јас знам дека станува збор за огромен бизнис во овој дел, меѓутоа мора да се почитуваат правилата, здравјето на граѓаните пред се. Благодарам.